Втора точка. Како што е објавено во 26-то слово, кој се однесува на тајната на судбината, поради тие причини човекот нема право да се жали на несреќите и болестите што го снаоѓаат. Но облеката, која всушност е телото што човекот го облекува, возвишениот Хак ја истакнува својата способност. Тој го создал човекот во вид на модел и таа облека во вид на тело на тој модел ја сече, ја обликува, ја менува, ја преобразува и ги покажува искрите на своите различни имиња. Како што за името Шафи, исцелител, се потребни болести, така и за Резак, снабдител, потребен е глад и слично. مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء. Втора причина. Животот преку болести и несреќи се прочистува, достигнува совршенство, пронаоѓа снага, се воздигнува, дава резултати, се усовршува, создава животни должности. Едноличниот живот кој се поминува во постела за одморање, поблизок е и оди кон исчезнувањето, што е апсолутно зло, отколку кон постоењето кое е апсолутно добро. Трета причина. Овој свет представува место на кое се одржува испит и место за служба. Не е место за уживање и награди. Штом е место за служење и правење ибадети, тогаш болестите и несреќите што го снаоѓаат, под услов да не и наштетат на верата и да е човекот во нив страплив, се многу погодни и им даваат снага на службата и ибадетот. Тие секој час го претвораат во еден ден на ибадет, затоа од нив не треба да се жалиме, туку да им се заблагодариме. Да, ибадетот се состои од два дела. Првиот е позитивен и потврден, а вториот е непотврден ибадет. Првиот, мусибет, односно потврдениот дел, на сите ни е познат, а што се однесува до вториот, менфи, односно непотврдениот дел, оние што се погодени од болести и несреќи, чувствувајќи ја својата слабост и немоќ и барајќи заштита, се осврнуваат кон Рабби Рахим, семилосниот Господар, размислувајќи за него, молејќи му се нему, создаваат чист ибадет. Во овој ибадет не постои дволичност. Тој е потполно чист и искрен. Доколку се стрпи и се размислува за наградите што доаѓаат како резултат на тие несреќи, и ако се биде благодарен, тогаш секој час од болеста станува еден ден на ибадет. Тој пократок век станува подолг. Постои една група болести, чија што една минута станува како еден ден поминат во ибадет. Многу ме интересира болеста на еден брат во Ахирет, чие име е Мухаџир Хафиз Ахмет. Во срцето ми се јави опомена која како да вели: честитај му, секоја минута од неговата болест се претвори во еден час на ибадет. Тој, инаку, стрпливо се заблагодаруваше. Трета точка. Како што објаснивме во некој од словата, секој човек, доколку се присети на својот изминат живот, со срцето или со јазикот ќе воздигне ах или ох, ќе се жали или ќе рече елхамдулилах. Она што човекот го наведува да биде тажен, се духовните болки што потекнуваат од престанувањето или исчезнувањето на уживањето од изминатото време, бидејќи престанувањето на уживањето нанесува болка. Понекогаш во минливото уживање постои непрекинато патење. Размислувајќи за ова, болката се надразнува и од неа почнува да тече тага и жалост. Духовната и трајна сладотија која се јавува поради исчезнувањето на минливите патења во минатото, не наведуваат да велиме елхамдулилах, доколку со ова природна состојба се размислува и за севапите, заслугите, добрите дела и за наградите во ахиретот како резултат на тие несреќи
и дека со помош на тие несреќи еден краток век се претвора во долг век. Потребно е да се биде страплив, во таа страпливост да се благодари и да се вели. الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال.